не треба да бираме јавен обвинител кој што ќе му го слушаме гласот. Како да бидеме убедени дека ќе биде независен, дека ќе навистина ќе се бори против? Па Советот на јавни обвинители си даде своје мислење. И тие рекоа од овие кандидати еден не треба да биде избран и го елиминира, останатите 4 ги исполнуваат критериумите, условите и така натаму и еден од овие 4 треба да биде избран сега. Сега веруваме ли на институциите или не веруваме? Не веруваме, но знаете, ова некако имам чувство како да овој метод на барање правда по улиците, носење пресуди, судење, пресудување, како да станува една состојба акутна. Ако не веруваме, ако ова држава башибозук, тогаш да знаеме дека е башибозук и така да се однесуваме. Не е башибозук, туку немаме добро искуство со изборот на јавни обвинители, секогаш тие наместо да бидат независни и да бидат објективни, стално биле проложена рака на политиката. Сега идејата е целта да се стави крај на тоа, да на неказнивоста и да добиеме човек кој навистина ќе има желба да се бори со корупцијата. Ние како влада работевме со јавен обвинител кој што беше избран од претходната влада. Рече си половина од мандатот. Можда не половина, 40% од мандатот. И дадовме шанса. И дававме шанси многу. И со тоа покажуваме дека меморијата од минатото за нас не е легитимна, бидејќи ние работевме поинаку. И работиме во многу нешта поинаку од тоа што било порано пракса можеби. И така и ќе продолжиме да работиме затоа што го слушаме гласот на народот. И има толку многу работи што треба да се променат, но толку малку алатки и ресурси на располагање што мораме да работиме по приоритети. Ние не можеме се наеднаш да поправиме и да исправиме. Но дел по дел коригираме, исправаме, поправаме. Така и во правосудството. Да се слагам, делумно со вас, во Transparency International, односно во транспарентност извештајот 4 места сме подобри од претходната година, иако просекот од 40 поена е ист, но ако ги видите по гранки, има нивелирање. Ако видите таму по гранки, има нивелирање. Нашата цел е да влеземе во првите 50-60. Тоа е наша цел како влада и ќе влеземе. Еве, јас ви гарантирам, додека оваа влада го заврши својот мандат, ќе бидеме и првите 50-60 на листата на транспарентност. И сигурен сум дека ќе бидеме таму. Од, условно кажано, после локалните избори, го донесовме законот за судски совет, се избраа новите членови на судски совет. Еве, ние покажавме дека бираме имиња кои што не се партиски имиња во судскиот совет. Така ли? Да, имаше еден предлог од Вреди, пред да биде донесен новиот закон за судски совет, кој беше проблематичен поради што не ги исполнуваше нотиви. И не се избра. Не се избра, се повлече човек. Затоа се ве прашувам. Не се избра. Да. Не се избра. Сега од кај претседателката на државата дојдоа две имиња кои што нема никаква врска со нити со ВМРО ДПМН, нити се партиски имиња, нити со Вреди, нити со Знам. Па се избра. Експертите ги пофалија тоа, нема па дури имаме таму и член кој што доаѓа од поранешното специјално јавно обвинителство или соработник или како и да земете. Па ние го поддржавме во парламент. Нели ова порака која што испраќаме кон македонската јавност дека оваа влада не се однесува како институционалната меморија од минатото. Дека еве покажуваме поинаков пристап. Го донесовме законот за судски совет. Законот за јавно обвинителство помина. Помина многу други работи кои што во меѓувреме беа оставени на маргините. Го донесовме кривичниот законник да се донесе. Кривичниот законник е во грејс период, има рок до 2026 крај, се работи на него и законот за кривична постапка. Но ние во кривичниот законник го вративме оној член кој што претходната влада го избриша и кој што обезбеди политичка амнестија на многу случаи, тивка, политичка амнестија и кој што голем дел од претходните условно кажано функционери на претходната влада го користат како сефгард, како штит пред правдата, затоа што се повикуваат дека не можеме да ги гониме по тој член и така натаму и така натаму. Така што ние го донесовме тој член. Да, тоа е напредок во секој случај, но имаше забелешки тоа дека и тоа не е транспарентна постапка, дека јас сакам да зборувам со факти. Сега извештајот бил вака, бил така. Ајде да седнеме со факти и да збориме. Јас сум подготвен со секого да седнам и да зборувам на основа на факти. Ние од реформската агенда во делот на водење на правото имаме сет од закони.
Дел од тие закони се поминати, дел се во грејс период и треба да се поминат до крај на година, дел допрва ќе дојдат. Но она кое што е важно е дека ние тие закони ги работиме, добиваме позитивна оценка од Венецијанската комисија, дека е согласно меѓународните стандарди и така натаму, влегуваат во парламент и добиваат... Да, и важно е да не видат со европски знаменца да се штанцаат, само да има време да се изјасни стручната јавност, да. Од реформската агенда мора да бидат со европско знаме, бидејќи се дел од реформската агенда. Стручната јавност може да се произнесе во фазата на јавна расправа, од кога ќе го закачите на ЕНЕР, од тој момент додека не го заклучите, тука се прави таа јавна расправа. Така, ама да го има тој време да не биде како Димитар Ковачевски што направи со тие скандалозни измени на кривичниот законник што ги споменавте во 2023 година. Ама не се само тие закони, јас можам да ви кажам еден куп такви закони што се носе во парламент на брза лента под превезот на европското знаме. Ако што нема никаква врска со реформите европски. Но затоа се тие таму кај што се знаменце, а најголеми критики добиваме од Европска унија токму поради тие скандалозни измени кај што се. Штетата што ја направија е огромна. Факт е. Ние секој ден санираме дел од таа штета. Имајќи предвид ресурсите со кои што располагаме и алатките. Чекориме ќе повторам приоритет по приоритет. Јас би сакал се најнаш веднаш сега. Не бива. Немаме толку ресурси на располагање. Ево оваа година 2,5 милиарди евра треба да вратиме. Ги враќаме, ги обезбедивме, ликвидносно е затворена годината, нема никаков проблем. Но тоа се све долгови од минатото. Минатата година исто. Следната толку треба да се вратат, бидејќи ќе треба да репрограмираме од 2028 во 2027, бидејќи првите 6 месеци ќе бидат речиси изгубени со техничката влада поради повторно неодговорно и незрело однесување на опозицијата. Еднаш вика ќе ја бришеме, втор пат вика нема да ја бришеме техничката влада. Се би сакал да кажам дека апсолутно се тоа на кое што е наша цел ние ќе го оствариме. А цел на ова влада, бидејќи ранг листата на Транспарентност Интернационал е репер, да бидеме меѓу првите 50-60 земји до крајот на мандатот и тоа ќе го направиме. Да, добро, тоа ви е меѓу приоритетите, но кој да биде јавен обвинител, колку и да има желба да смени нешто, му треба ресурси за тоа. Затоа и во извештајот на Европска унија постојано се потенцира дека треба да му се даде доволно и финансиски, човечки ресурси на обвинителството за да може да има поефикасни истраги и побрзи истраги. Вие во законот што го поднесовте во собранието предвидувате 0,4% од даночните приходи да се издвојуваат за обвинителството. Сега во законот е 0,4% од буџетот. Ова е голема разлика. Даночните приходи годинава се 3,5 милиарди некаде, како што можев да видам. Значи, да заокружам, негде планирате буџетот да им биде како што им е сега, 14-15 милиони евра. Дали мислите дека ова се доволно пари, ако навистина не е приоритет борбата со корупцијата и криминалот? Еве ќе ви дадам одговор и ќе го поделам во два дела. Јас мислам дека кај вас во емисија покажував докази, ако не се лажам или на некоја друго интервју, небитно, во кое што ние сме апсолутно над европскиот просек, над просекот на земјите од Европската унија. Во делот на правосудството. Да, на друго интервју бев, сега ми текна каде, и тоа е факт. Но исто така е факт дека ние пред недела-две постигнавме договор со синдикатите за зголемување на примањата со одредена динамика на вработените во администрацијата, во која што спаѓаат и службениците кои што се дел од обвинителствата и судовите. Не е спорно, тоа е добро, но работата што нема доволно кадра таму. И анализата на Филков покажала дека подполнетоста е само Ќе дојдам и видам и до тоа ќе ви дадам одговор. Само 36%. Ќе ви дадам и на тоа прашање одговор. Сега вие рековте за ресурсите. Јас обидувам прво за тоа да објаснам на јавност. И ние постигнавме договор за да платите се зголемат до 4, односно околу 40% за следниве 2 години и 2-3 месеца. Суштината на двата реформски закони, законите кои што се дел од реформската агенда, а се однесуваат на јавно-обвинителската служба и службата во судовите, е токму тоа. Да се зголемат платите на вработените. И ние тоа го постигнавме во договор со синдикатите и го завршивме. Што можеме да кажеме дека таа наша задача е завршена, и ако ова зголемување сега се додаде
на буџетот кој што е кон обвинителството, ќе видите дека тие приходи ќе отидат над 0,4% од даночните приходи. Друго е што во минатото стоело на закон, а никој тоа не го почитувал и секогаш давал помалку. Ние таква политика не водиме. Ние тоа што ќе го кажеме, тоа и ќе го направиме. Ако сме кажале 0,4 од приходите, ние го правиме тоа, а сега и го надфрламе. Со овие нови договори со синдикатите ќе дојдат 0,5, 0,6 можеби. Но се жала дека им се малку, дека треба сега истражни центри, дека треба политика. Да, точно е. Јас се разговарав конкретно со луѓето кои што се во судскиот совет. И да, тие велат, нас ни требаат луѓе во судовите, систематизацијата и така натаму и така натаму. Ке повторам, не можеме и платите сега веднаш и веднаш да ги пополниме сите испразнети работни места што се испразнувале со децении. Затоа една динамика ќе утврдиме да видиме колку ни е чергата долга. Не домакински е ако ние ги пуштиме нозете народски кажано повеќе од чергата. Што ќе правиме после тоа? Ќе банкротираме државата? Не. Ако ние имаме во моментот сила, им требаат 300 вработени, а оваа година имаме за 100. Ајте луѓе да направиме динамика. Оваа година 100, па следната уште 100, па третата уште 100 и на тој начин да сето тоа го... Ако е приоритет на државата, има и други начини. Може да преземат од другите, секако има превработена администрација. Не, добро, таа е сепак поинаков тип на администрација, не иде тоа така едноставно. Кога збориме за помалку квалификуваниот кадар, кој што е дел од таа систематизација можеби, но таму повеќе се користи аутсорсинг, така што ние зборуваме за оние високо квалификувани стручни кадри кои што морате да имате искуство и така натаму и така натаму. Добро, освен борбата со корупцијата, еден од приоритетите на владата и секако на државата е подобрување на животниот стандард. Овие денови, недели, сведоци сме дека синдикатите протестираат, блокираат, бараат да се зголемат платите генерално, минималната да биде 600 евра, другите да се зголемат за 100 евра. Вашиот став, пристап кон ова прашање е сами да се договорат со работодавачите. Сега да ја прашам дали искрено верувате дека може тоа да се случи или повеќе го користите за да не се изложувате и да не се замерувате, да речем, со некоја од страните, особено со можеби со работодавачите, според ова што го гледам како коментари во јавноста, на некаков начин има впечаток дека може би сте поблиски до коморите отколку до синдикатите. Да, како било порано? Одговорот во 3 дела ќе го подам. Како било порано? Економско-социјален совет е местото каде што тоа се договара. Трипартитно. Да. И како било порано? Доаѓа X член на владата и вели минималната плата е 15.000 или 20. Небитно. И сите се затекнати од страна на работодавачите, работниците можеби недоволно задоволни. Била 12, велат сега 15. Но ниту еден во институциите на државата не ги усогласувал и не ги нивелирал платите соодветно на минималната плата. Да, имаше случаи некои да добиваат под минималната плата во некои институции. Не само што, сега видете, матичарите се жалат. Вие сте ја качиле минималната плата на 15.000. Тој што добивал 12 ќе добие 15. Но не сте ја зголемиле на овој што добивал 15. Соодветно на 18.500. Не сте ја зголемиле на овој што добивал 20, соодветно за тој процент на 22.500 или 25.500, небитно. И што правеа работниците? Тужеа и добиваа. И ние сега исплативме, не се само оној солидарен данок, што треба да го исплакаме и го исплакаме, туку по основи на тужби исплативме десетици, да речам, стотици милиони евра. Тужби за основа на колективниот договор што го имате? Да, затоа што они што правеле? Ги собирале парите по придонеси од страна на стопанството, бидејќи владата е отприлика владата е некаде околу 100 до 110.000 вработени, а вкупно се 700.000. Значи останатото е приватниот сектор. Да речеме владата е една седмина како му доаѓа сето тоа. Може би нешто повеќе. И сега ги прибираат придонесите од приватниот сектор, ама дома не ги нивелираат платите за останатите вработени. Луѓе го тужат. И добиваат. И сега Владо во одбрана влатил 30 милиона. Панче во МВР влатил 40 милиони евра. И сега да не ги редам.
Со право луѓето се тужиле. Затоа што јасен е колективниот договор. Морате да ги нивелирате, со односите. Затоа денес ќе се вратам на пресконференција во вториот дел од мојот одговор, кога беа позади мене и САДУ и УПОС, и кога го постигнавме оној договор за зголемување на платите во администрацијата, на административните службеници, реков, ова е врз основа на оваа минимална плата. Односно минималната плата која што се зголемува согласно на закон. Ако имаме договор меѓу работодавачите и работниците за друга поголема минимална плата, тогаш процентите ќе ги ремоделираме, бидејќи буџетот тоа не може да го издржи. Дали ме разбирате што сакам да ви кажам? Затоа што сега ние имаме минимална, еве да речеме просечна плата, да земе да ни биде поедноставно 30.000 денари. Таа се зголемува согласно зголемувањето на минималната плата. Ако тоа зголемување е 1.500 денари, тогаш ќе биде 31.500. И кај сите линеарно се зголемува по тој Да, и вие се договоривте на тие плюс 8% секоја година. И тоа ќе добие 36.000 денари, условно кажам. Но ако вие минималната плата покрај ова законско 1.500, интервенират уште со 1.500, тоа нема да биде со 8%. Ние можеме од 30 да дојдеме до 36. Ме разбирате? Да, ме разбирам, господине премиер, но вие говорите само за вработените во државата. Ето е третиот дел од мојот одговор. Значи има и други вработени, синдикатите се борат за сите работници, не само за... Дозволете сега ќе дојдеме и до тоа. Тоа е третиот дел од мојот одговор. Ние со вработените во државните институции постигнавме во најголем дел договор. Образование, здравство, администрација, полиција, војска и така натаму и така натаму, небитно. До 28. Додека е мандатот на оваа влада. И затоа велиме, едната и другата страна, работниците и работодавачите, јас не знам како е бизнисот на собственикот на Канал 5 телевизија. Не знам каков е. И не знам колкава е неговата можност финансиска да наеднаш ги зголеми примањата. Од друга страна, може би вработените, ајде лош пример одбрав, X компанија, вработените... Нема зенечите сами излегуваат, велат дека нема да можат да издржат. Јас не можам да го знавам тоа. Тие најдобро се знаат колку можат. И затоа ние велиме, тука сме да го прифатиме сето она што вие ќе го знаете дека тоа нема да се случи. Ама видете, вие ако... Може, има примери, ја истражував малку, има во скандинавските земји каде што има култура на диалог, но ние сме земја со друга култура. Произлегуваме од друг систем каде што државата без државата ништо не може. Да, вие велите ова или ништо, тоаш логично е дека нема договор. Затоа што вашата намера... Најавивте дека во март има седница на... Да, на почеток на март. Ако вашата намера е да има договор, да се вратам на првата тема од интервјуто вечерва. Вие велите што прави влада. Владата е проактивна, нуди цело време, проактивна е, оди, разговара, бара, прави... Сака договор. Ние не велиме како влада, не сакаме договор. Да, нема да прифатиме договор кој што нема да го испорачаме, а второ кој што ќе ни штети. Но бараме договор. Ако едната страна има тоа или нема ништо, нема договор. Вие треба да сакате договор. Затоа е неодговорно политизирање на овој процес. А за жал неколкумина во раководството на ССМ се апсолутно навлезени во политичкото мочуриште на опозицијата. Апсолутно. И затоа нема договор. Добро, еве да го преформулирам прашањето. Дали сметате дека сегашното законско решение е добро и фер и дека треба да се почитува? Тоа предвидува усогласување согласно зголемувањето на трошоците, просечната плата? Тоа е друга тема. Истата тема е за одредување на минималната плата. Не, тоа е друга тема, дали е фер, дали може подобро, дали може полошо и така. Тоа е сосема друга тема и за да дојдеме ние до некое идеално решение, еве вие прочитајте го последниот извештај што го изработи Светска банка за Македонија во делот на продуктивност. Знаете ли ја што направив сега? И тоа им го кажав и на синдикатите.
Тие се повикуваат на некои други анализи, велат дека имало продуктивност. Ама чекате се, Светска банка е ова, така. Веруваме на Светска банка и веруваме. Сега како кога ни одговара, веруваме, кога не ни одговара, не ни, па не ова шведска маса, па кога ти одговара тоа не. Јасно. Светска банка е релевантен извор, Светска банка. Ајде сега, јас вака им реков. Супер, се договоривме. Вие сега секој месец правиме ние истражување дали граѓаните се задоволни од услугата што добиваат од администрацијата. И секој месец ќе го поставуваме тоа прашање, а јас на економско-социјалниот совет ќе ви информирам за резултатите. Ако имате дилема за веродостојноста на бројките, ве повикувам заеднички тоа да го сработиме. Затоа што во наш интерес е граѓанинот да биде задоволен од услугата која што ја добива од администрацијата, затоа што тоа е двонасочна улица. Вие сте сега задоволни со ова што? Задоволни сме историско СУ. Сега, ајде сега да се ставиме во чевлите на граѓанинот. Дали граѓанинот, дали Гоце, кој ќе отиде кај некој и ќе собрати административец во катастар, или во добива некоја друга, навремена ефикасна услуга. добива услуга со која што тој е задоволен. Сега ајде тоа да видиме. Знаете какви се резултатите во првите анкети во февруари? Не ќе да знаете. Еве ќе им ги покажам сега на првиот економско-социјален совет. Да видат. Затоа што ние за бадијава трошиме, ако не ја добиваме услугата. Тогаш ги фрламе парите. Па не можеме, мора одговорно да се однесуваме кон државните ресурси. Може да заклучам, вие и пресметките на буџетот ги имате направено врз основа на предвидено покачување од 1500 денари, значи ако нема договор меѓу нив, ќе биде државата си има свои механизми, функции на држава, бафери, останати така натаму и ние успеавме да обезбедиме средства за да се обезбеди тоа зголемување, а при тоа да не се наруши буџетскиот дефицит кој што оваа година го поставивме на 3,5%. Нас не е лесно, ние ако го покачиме буџетскиот дефицит, ама како ќе излеземе пред Европска унија која што ни бара 3%. Да. Ние 4,5% наследивме, сега доаѓаме до 3%. 3,5% се извинувам за оваа година. Сега ние консолидираме, а при тоа обезбедуваме раст. Ние за 6 квартала имаме просек 3,5% раст на БДП реален, претходната влада за 28 квартала под 2%. Тоа се бројки. Тоа се бројки мерливи резултати. Тие ќе речат имаше ковид криза, имаше енергетска криза. Да, ама во ковид кризата, кога ќе го видите кварталот во 21 вториот и кога ќе во 20 вториот минус 14 и кога ќе видите плюс 14 во вториот квартал во 21, тоа се нивелира. Тоа се нивелира. Јас зборувам во еден подолг период. Ајде првите 6 квартала да ги видиме на претходната влада, па нема ни 1,5%. Еве првите 6 квартала на оваа со првите 6 квартала на претходната. Да, мислам, тоа се бројки. Дека на 3% е добро, иако ќе треба време тоа да го почувствуваат граѓаните. 3,5% е во првите 5 резултати во Европа. И повторно сега ќе излезат нормално социјални медиуми, талогот и ќе ме напаѓаат, еве го Мицко, вакат, но тоа се факти. Да, но далеко сме ние од просекот на Европска унија. Небитно. Двојно ние се водиме согласно реалноста. А ова е реалноста. Сега видите, ние може да фантазираме за многу други работи, ама ајде и одговорноста таква да имаме. Да, треба време да се види нешто, да почувствуваат граѓаните. Најчесто се жалат на скапотијата, са инфлацијата, бројките ги знаеме, ги слушаме секој ден. Над 4,1 беше лани, сега во јануари има некое забавување, но цените на храната се над 5%. Дали предвидувате некакви конкретни мерки или ќе оставите пазарот тоа сам да си го регулира? Ние сме со мерки, со политики на дневна основа. Еве, погледајте, добивам прашање, односно доби прашање на министерката за финансии, вчера имавме заеднички настан, а претходно ја го добив тоа прашање, вели, прашањето има и нормално растурање на пердови заклучок, секаде во Европа, секаде во светот паѓа цените на храната, а во Македонија раст. Не е така. Вчера го гледав извештајот на Евростат, објавен на, мислам, на 4 февруари 2026. Значи пред 2 недели. Исклучете електричната енергија, буквално вика во самиот извештај, од 2,5 до 3% имаме зголемување на процесирана храна и на
и на тобако, на цигари и така, и на non-alcoholic и alcoholic drinks. Не е точно. Ние минатата година, точно е тоа, во јануари имавме кошничка. Ајде да видиме сега како ќе се одвиваат цените понатаму. Тоа е прво. Второ, имаме ултра засилени контроли на терен. Трето, на месечно ниво сме минус 0,7%. Имаше големи надежи за тој закон за нефер трговски практики, но очигледно тој Не. Тој се пременува. Сега ќе изголемиме казните. Сега ќе направиме драконски казните. И јавно им се обраќам на сите од маркетите и од дистрибутерите и ќе се обратам наскоро јавно и преку јавноста до нив дека не може екстра маржи, екстра профити и скриени профити со трикови преку маркетинг услуги се наплаќаат преку други фирми за да се обезбеди место. Ако порано се наплаќаше процент или маржа од фактурата, сега се нудат маркетинг услуги истражување на пазар преку трети, четврти фирми и луѓето што се производители и дистрибутери на тој начин плаќаат подобро место на рафтот. Тоа све го следиме, како и веќе имаме и казни и тука нема откажување. Што е со пензионерите? Сега во март треба да добијат 1000 денари, дали тоа останува ли неарно зголемување? Да. Тоа е се за годинава? Не, има и уште едно нивелирање во октомври, како што има секоја септември, година. октомври, како што е законски? Па сега по тоа е законот сега. Ние нели имавме линарно до кога, сега по тоа си продолжуваме со законското. Значи во март ќе добијат 1000 денари, покачување. Добро, во последниот дел од емисијата при крајот сме со интервјуто, уште неколку политички прашања. Споменавте лидерската средба, таму не дојде лидерот на опозицијата Венко Филипче. Една од главните теми, прашања ви беше укинување на техничката влада. На крајот по противењето нивно се согласивте вие предлогот што е во собрание да важи не од следните избори, туку тие по нив. Сега мене ми е прашањето зошто ова воопшто е приоритет сега зошто свикавте лидерска средба за ова, а не на пример еве за евроинтеграциите, а како најголем проблем што го имаме. Не е тоа, не беше таа единствена тема, имаше многу теми меѓу кои е и евроинтеграциите како тема, но тие одлучија да не дојдат на таа лидерска средба и потоа гледавме некои бледи соопштенија кои што ги пушта. Но добро, тоа е нивна работа, сега нема да ние се надпреваруваме. Тие принципиелно беше да дојдат и да разговараме на оваа тема, бидејќи веќе сме разговарале на овие теми. И не знам сега зошто најна се промени ставот, јас уште не можам да разберам. Тие велат дека вие сте барале 2019 во очи изборите 2020 да се продолжи таа техничка влада и са не ви веруваат дека ќе организирате фер избори. Тоа е нивниот аргумент. Па еве ги локалните избори, се доволен доказ после локалните избори, не треба мене да ми веруваат, нека му веруваат на Советот на Европа. Го укинува постмониторингот за Македонија. Не треба мене да ми веруваат, не треба никој да му верува. Нека му веруваат на Советот на Европа, тоа е европска институција. Тој вели дека тука повеќе нема, значи оваа влада е подготвена и способна да се однесува зрело, демократски и да ги обезбеди сите предуслови за да демократијата и институциите функционираат. Добро, ако веќе нема консензус. Не, гоце, видите, да бидеме сега реални. Тоа е политиканство. Тоа е политиканство по теоријата. Зошто инсистирате толку, зошто е тоа толку важно сега, да не е тоа најважно веројатно во држава? Не, важно е затоа што е дел од процеси кои што ќе следат. Ако станеме членка на Европска унија наредните, понаредните избори, веројатно би станале членка на Европска унија во некој сценарио, тогаш нема да биде воопшто прашање на дневен ред. Нема, ние имаме членки на Европска унија кои што доскоро беа во постмониторинг. Соседна Бугарија, да речеме, пред 3-4 месеци излезе од постмониторинг. А членка од 2009. Има технички влади уште има таму технички влади, да. Нема, тоа не е тука прашањето за постмониторинг, за фер избори или не фер избори. Самата таква одлука на Советот на Европа тоа не кажува. Друга е суштината. Суштината е дека сакаат да политизираат по принципот поларизирај. Ако они кажат бело, ти кажи црно. Колку и тоа да звучи чудно, колку е тоа надвор од реалноста, ти кажи црно.
Добро, ако одбрале таква политика, нека тераат. Ние бевме многу јасни пред претходните парламентарни избори во 24-та. Јас тука, мислам, во вашата емисија, ако се сеќавате, кажав, вие прашавте сте, ја реков сум за укинување на техничката влада. Да, но ти има договор со Дуи веќе за да биде албанец премиер. Сега ние влегуваме во еден таков чуден вртлок. Тие не го прифатија. Континуиран, ама ние имавме, Да. Јас прифатив. Така реков, некем техничка влада. Да, вие предлагавте предвремени избори да има и без техничка Оние влада. ако сакаат да се изберат на премиер албанец, не мораше техничка влада, можеше легитимна влада да имаат. Зошто мораше техничка? Вака го камуфлираа тоа прашање со техничката влада, да. Видете сега, ние можеме да се Има наоѓаме... политички договор, но го Ама не камуфлира е со ова технички игра премиер. детска, Гоце, ова е сепак сериозна работа, па и да си опозиција е сериозна работа, имаш одговорност. Па колку и долго да останеш во опозиција? Знаете, тие ова го толкуваат како подготовки за предвремени избори, вие неколку пати. Ама што се плашат од предвремени? Јас им реков. Колку и да ни одговара. Нас не е приоритет државата и граѓаните. На ниту едно јавно мерење граѓаните не даваат предност на тоа да се оди на предвремени парламентарни избори. Дефинитивно нема да ги има. Нема. И тоа не знам колку пати треба да го кажем. Се додека граѓаните велат дека не треба да има предвремени парламентарни, нема да има. А пошто веќе следната година влегуваме во очи на редовните, бидејќи ако има редовни, тоа значи дека техничката влада би била избрана негде крајот на декември, почетокот на јануари 2027-8, тоа значи дека ние сме на помалку од 2 години од техничка влада, условно зборим. Нема да има, ние сме народна партија, од народот потекнуваме. Исто така сите пораки од меѓународната заедница се имате стабилна влада, дајте луѓе, испорачувајте реформи, дајте да работиме. И ние имаме, гледате, па седиме, работиме, недели, саботи, викенди, делници, празници, мора да се сработи да се Може ли да ви спорачува. го промени мислењето овие случувања во коалицијата Вреди? Таму очигледно има разлики како да продолжат понатаму, Гаши најави дури можна оставка ако не се договорат. Вие имавте една реплика со Касами околу министерот Лимани. Демократијата вели мнозинството кој го има, тој прави влада. 61 во парламентот прават влада. Пораките од меѓународната заедница се многу јасни кога станува збор за предвремени парламентарни. Пораките од народот се многу јасни. Дека од оваа влада не се очекува политиканство, се очекува работа. И тоа го правиме. И јас како претседател на владата, и тоа го барам од моите колеги во владата, работа и само работа. Како гледате на овие превирања во Вреди? Па не е културно Не бе- јас да ги коментирам тие Добро, сега сепак работи. се коалициони партнери може да нарушат атмосферата во најмала рака и Не очекувам такво нешто. Не очекувам да се наруши атмосферата. Оваа влада ја започнавме заедно. Соработуваме навистина одлично со колегите од коалицијата Вреди, со политичката партија знам, со останатите коалициони внатрешни партнери на ВМРО-ДПМНЕ во рамките на владата. И апсолутно и атмосферата на владените седници и помеѓу колегите би рекол одлично. Да, ќе видиме како ќе се одвиваат работите таму. Вие во партијата направивте веќе одредени промени по изборите. Го променивте, имате нов генерален секретар, ги укинавте подпредседателите. Сега, според најавите, следно е реконструкција на владата. Кога планирате да ја правите и во каков обем ќе биде таа? Сега, ако ме прашувате за, например, состојбите, односно реформата во рамките на ВМРО-ДПМНЕ, која што е најавив уште од Конгресот, таа е тековен процес и тече. Сега имаме оглас за избор на структурите, општинските. Јас, пошто актуелните председатели ги познавам лично, со нив соработувам долго време и во добро и во лошо, се познаваме, знаеме секој каков карактер е. Така што со овој оглас очекувам да се пријават мотивирани лица кои што сакаат да бидат лидери во рамките на својата средина, и партијата си има свој механизам и протокол за да искатализира на крај решенија. Се разбира доколку ние немаме по решенија кои што би биле доминантни, силно мотивирани и така натаму, дека нема да правиме промени. Не треба вие да правите промена само за да направите промена. Истото важи и во рамките на владата, а дека таму пред теоретски кажано 2 годишнината од изборот на оваа влада ќе седнеме со коалиционите партнери да видиме докаде сме, да ставиме црта, да видиме што можеме, како можеме подобро, тоа сигурно ќе го направиме, но сега во периодов фокусот мој е насочен таму, од аспект на државата работата на влада, а од аспект на
партиските ангажмани кои што ги имам во ова, би рекол, освежување на партиската структура. Значи за сега нема нешто видливо да имате некаква јасна анализа какви промени треба да има и Треба да седнем. Јас имам свој став изграден, не велам дека немам, но сакам да седнам со коалиционите партнери и да разговараме. не ви е отворено. приоритет сега ќе оставите пред годишните одмори, ако добро да Па разберам. таму негде мај месец, јуни најдоцна би требало да се заокружи тој процес. Добро, господин Мицкоски, благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата и се надевам го задржавме вниманието на вашите гледачи. Па сигурен сум дека го задржавме. Почитувани гледачи, останете со програмите на Канал 5, да се гледаме следниот четвртак. Дојдување.